Благодарам. Добар ден. Мило ми е што ве гледам така убаво расположени. И кој е овој купок Белгија? Убавец. Убав на мајка. Таква лепота само мајка може да сака под услов да е син единец. Гледај го глупак, ме гледа. За време на мојот престој, ова лето на хациендата на еден мој пријател, добар пријател, научив, слушнав прво, па се потрудив и да научам една многу убава приказна, што стварно ми се допадна. Приказна која ме и потикна да размислувам за етикетирањето како навика која е корисна за отфрлање. Дозволете да споделам оваа приказна со вас. Си живеел еден брачен пар, имал 12 годишен син и едно магаре. Решиле они да прошетаат низ светот, да поработат, да го запознаат подобро светот и така еден ден се одлучуваат и тргнуваат на пат. Стигнуваат до првото село, луѓето ги гледаат и почнуваат да шепкаат. Види го ова невоспитано дете. Седнало на магарето, а сиротите родители го влечат магарето. Жената ги слушнала коментарите и рекла на мажот: слушај, нема да дозволиме така да зборуваат за нашиот син. И за нас. Тогаш мажот го симал детето од магарето, па тој се качил на магарето. Стигнува до второто село и луѓето веќе почнуваат да коментираат. Види го овој, срам да му е. Седнал на магарето, а сиротите негови одат и го влечкаат магарето. Тогаш решиле дека жената треба да седа на магарето, а таткото и синот да ги влечкаат уздите од магарето. Стигнале до третото село и пак коментари. Сега, види го ова, сирот човек. Додека цел наработел, уморен, го влечка магарето, а жена му седнала. Каква мајка е таа, сирото дете, што може да очекува од неа? Кои ги слушнале и тие коментари, решиле сите тројица да седнат на магарето, да се качат на магарето. Стигнале во четвртото село, тамо или веќе кое беше, пак слушаат коментари. Види ги, па сиротото магаре може да цркне од оваа тежина. Се симнуваат. Сите тројица решиле и одат покрај магарето. Стигнуваат до петото село и биле фрапирани од коментарот кој го слушнале. Будали. Имаат магаре, а се влечкаат пеш покрај него. Ми инспирираше приказнава, затоа што, еве да кажем дека семејството стретнало на својот пат повеќе луѓе. И ние денеска, кога би имале овде 1000 луѓе, случајно избрани од разни краишта на светот, да ги наредиме, да ги споредиме, можеме да забележиме дека ниту еден не е сличен еден со друг, ама може да забележиме да кажеме, ајде, по бојата на кожата, дека сите имаат свој различен тем. Меѓутоа, ние, обично, луѓето ги дефинираме на бели и црни. И затоа можам да кажам дека тоа е оној наједноставен начин на етикетирање. Етикетирањето може да биде корисно, но само ако е во позитивен контекст, во позитивна конотација.
и служи како поедноставен метод за пренесување на објаснувањата за одреден човек. Сепак, многу е поверојатно да има негативна конотација, особено кога станува збор за етикетирање на луѓето. Одредена етикета секогаш се зема како конечен заклучок за една личност, додека всушност тоа треба да се земе како почетна точка во објаснување на карактерот на тој човек или таа личност. Самото етикетирање се застава на два основни елемента, мене лично. Предрасуди и претходно субјективно искуство на поединецот, што понатаму води кон формирање на неточни и непроверени информации и очекувања. Предрасудите се неоправдан и неправилен став, обично во негативен контекст, застава на припадност на една личност во одредена социјална група, додека претходното субјективно искуство е всушност наблюдување на личност или ситуација, ако сакате, само од една гледна точка, тоа е субјективната. Етикетирањето често се поистоветува и со стереотипи. Стереотипи се генерализација на група луѓе и се заснова на предпоставки, засновани на површни информации. Некои од најчести стереотипи се, ајде во контекст на тоа, сите мажи се силни, јуначи шта? Сите русокоси се глупави, извинете русокоси, другар ми за тебе не важи тоа. Стереотипите се засноваат на разликите помеѓу луѓето, пол, религија, раса. И многу стереотипни верувања можат да бидат погрешни и да доведат до дискриминација. Со етикетирањето од друга страна му се припишува етикета на едно лице или го става тоа лице во одредена категорија. Луѓето има тенденција да им припишуваат одредени етикети на другите. Например, некој лице може да биде означено како криминалец, лопов, држте лопова или. И што ќе се случи? Таа етикета му станува, значи, главен статус на таа личност. И долго време, и да не е криминалец, долго време таа личност не може да се ослободи од таа етикета или сака да кажеме да се врати во еден нормален начин на живење. Мора да ви се вам исто случило да запознаете личност за која сте слушнале разни етикети, прикачени од други луѓе. Се разбира во негативен контекст. Откога ќе се сретнете со таа личност, зачудени сте и имате впечаток дека не сте со истата личност за која другите луѓе зборувале. Причина е што побегнавме на влијанието на етикетирањето на таа личност и очекуваме таа личност да биде токму таква. Јас за ова имам едно животно искуство кое исто би сакал да го споделам со вас. Ама пред да го споделам, ќе морам да проверам дали сопругата моја случајно не е тука, да не слушне, мислам, да не биде после она, дај излези бе ти под маса да се разбереме, а вика, море додека е срце јунашко, кај машки гради не искачам испода стал кумановски малку. Кога прашав во мојата рана младост, кога прашав за девојката, што ми беше интересна, од спортивната страна слушнав 1000 коментари. Без никакво двумење, зборуваа луѓето. Бев многу сумничав и во тој момент не знаев што да правам и како да постапам. Затоа што тоа веројатно е така, зборуваат сигурно е така.
Но мојата љубопитност не можеше да трае долго. И решив да излезам со девојката. Денес таа личност е 100 пати повеќе вредна во мојот живот и поважна од сите оние зли јазици кои зборува за неа. Драго ми е што решив да го направам тој чекор. Се сретнав со неја и откако започнав комуникација, не можев да верувам дека сум бил толку неодлучен во заграда за менскиот збор глупав. Да станев неодлучен или да останев глупав во тие моменти, толку моќен лик никогаш немаше да се појави во мојот живот. Погрешната етикета скоро ме чинеше многу убави моменти. Можев да ја пропуштам можноста без дури и да бидам свесен за тоа. Среќа што тоа не се случи и навистина ми е драго за тоа. Денес таа личност ми е една од најдобрите другари, иако сме оддалечени со илјадници километри. Сега, каква врска има мојата приказна со етикетирањето? Самиот збор етикетирање доаѓа од зборот етика, што значи морал, и она етирање, рекетирање, што значи во слободен превод рекетирање на моралот или дисквалификација на моралот. Тоест, сакаме да ја дисквалификуваме таа личност за која ги лепиме етикетите. Ајде да се сетиме сите, во оваа сала. Колку често сме поминале покрај некој непознат, кој во момент создаваме целосна слика за таа личност во нашата глава. Грдотија, ушле, носле, глупак, лепиме етикети. Иако таа личност не ја ни познаваме. Така? Ние ги искористуваме информациите што ни беа понудени во тој момент, тој миг на сретнување. И ништо повеќе. Видовме што сакавме да видиме. И тука ја завршивме работата. Тоа е етикетирано лице за нас од тој момент надаму. Не знаеме многу за него, но лесно можеме да го окарактеризираме според неговиот стил на облекување, според физичкиот изглед, бојата на кожата, големината на ушите, носот, очите и така натаму и така натаму. Сметаме дека сме апсолутно во право и тоа е она што можеме да го очекуваме. Исто така, колку од нас ќе се премислиме за некој наш познаник, кога ќе слушнеме спротивни перцепции и верувања за него од некој друг. Тешко се премислуваме. Во повеќето случаи, повеќе се држиме до првиот впечаток, а потоа и до убедувањата на другите. Зошто? Мислам, затоа што немаме храброст да излеземе од нашата собствена комфортна зона, за да пристапиме до некој, да го запознаеме него, да му подадеме рака, да поразговараме и да ги изненадиме собствените перцепции и очекувања. Зошто да сме подложни на небитното мислење на некој друг? Што правиме со тоа? Оно што е лепе етикетата се приближува кон други опции. Се приближува до предрасуди, стереотипи, дискриминација. Сепак, тие на кои им ставаме етикета, обично не секогаш покажуваат дека им била повредена, навредена, обесправена личноста, особено кога станува збор за децата. Затоа сметам дека децата треба да ги научиме да не донесуваат брзи заклучоци и судови за некој друг, врз основа на нецелосни и непроверени информации. Да го спречиме, да го избегнеме етикетирањето затоа што од сосема едноставна досетка и поистоветување на целокупната личност на детето
со една негова особина или однесување кое е значајно, однесување кое е негативно, се вреднува било од возрастните или другите деца, може значајно да влие врз животот на детето. И тоа почнува да се однесува во согласност со добиената етикета, налепница или очекувањата на другите од најрана возраст. Етикетирањето води кон дискриминација и обесправување на личноста. Затоа најлесно е да размислиме за нашите собствени искуства и се разбира да научиме нешто од нив. Сепак, луѓето не се предмети во супермаркети, а ние не сме нивни производители кои сме задолжени да им лепиме етикети или налепници на тие пакувања. Тоест, да лепиме етикети и налепници на личностите. Ние треба да се дозволиме себе си и на другите да бидеме слободни и да бидеме такви какви што навистина сме. А што се однесува до етикетирањето, сметам дека сепак тоа е навика која е корисна да се отфрли. Јас одлучив, вие благодарам.